Изградбата на катна гаража во Охрид стана научна фантастика. Оти според Министерката за култура, која е и председател на Националната комисија на УНЕСКО, тоа не било објект од јавен интерес. Иако туристичкиот центар соочен со сообраќаен хаос и блокирани улици, при секој налет на гости, лете зима, буквално не функционира. За градба од јавен интерес имаше прогласено катна гаража. Од јавен интерес градби се училишта, градинки, спортски терени, меѓутоа катна гаража баш не. Тоа беше валјда за да се продолжи со изградбата на катната гаража, меѓутоа општина Охрид си продолжи. На почетокот на ланската година се одржа јавна дискусија на која беа присутни представници на сите релевантни институции. И кога по извршената стручна контрола проектот доби позитивно мислење од Охридскиот завод и музеј, Националната комисија на УНЕСКО повторно ја оспори градбата на катната гаража. Да кажеш дека нешто не е од јавен интерес, а 30 години се разговара во градот, мислам дека е дегутантно. Уште подегутантно е она кое што на неколку пати го имам разговарано со вас, а тоа е одговорот и покрај постапувањето на забелешките и промената и постапувањето по секоја забелешка и постапувањето онака како што тие побарале од нас, зборувам за стручниот и на Министерството за култура, ние сепак не можеме да добиваме одобрение за катната гаража. Костадиновска Стојчевска се пофали дека Комисијата за управување со светско природно и културно наследство на Охридскиот регион за прв пат профункционирала во 2019 година, ама не кажа што работи истата и зошто нема покренато нити една иницијатива и инспекцијски надзор во Охридскиот регион. Неа ја мачат урбанистичките планови. Како ги носат своите детални планови, дали воопшто ги праќаат, на што ние постојано реагираме како Министерство за култура, како управа и како комисија, која што е задолжена за да одлучува по тие предмети. Тие немаат пратено ниту еден детален урбанистички план до таа комисија. Време е да ја поставиме министерка за транспорт и врски. Урбанистички планови се доставуваат таму каде што е потребно. Националната комисија го кочи донесувањето на законот за легализација на бесправно изградени објекти, кој повторно е повлечен од собраниска процедура. Владата пак пред 4 месеци донесе одлука за ограничување и уривање на градби во Охридско-Струшкиот регион, но не е срушен нити еден објект.